МНР не открива кои луѓе ја спремиле и напишале скандалозната декларација за македонскиот јазик која предизвика бура реакции во јавноста, па се отвора прашањето кој го стокмил овој спорен документ. Но ова прашање на Алфа од Министерството за надворешни работи се уште молк, а додека од МНР не откриваат која подготвил, професорот и лингвист Јовица Темов прашува каква врска со дијалектологијата и лингвистиката има доктор што е професијата на Бујар Османи. Господине Османи, по професија сте доктор, по вокација политичар, моментално министер во владата на Република Македонија. Објаснете каква врска имате со лингвистика, конкретно со дијалектологија. Дијалектологија е наука, како што е наука медицината, како што се наука политичките науки. Кога вие говорите за дијалектологија, тоа е исто како јас да дебатирам со вас за анатомија или патологија или хирургија. Против овој документ гласно почнаа да говорат сите македонисти. Професорката Елка Јачева Улчар во свое и во име на научните работници од МАНУ и други институции кои се занимаваат со македонскиот јазик, објасни зашто не сме ова едностранна изјава да биде официјален став на Македонија. Според ова, посочувањето на временскиот и културниот континуитет на македонскиот јазик ги отфрла сите ограничувања на македонските дијалекти, така што наведеното во унилатералната изјава од македонска страна, дека овој континуитет се заснова на специфичниот развој на дијалектите, што се во неговата основа и биле распространети на територијата на денешна Македонија, представува грубо фалсификување на лингвистичките факти и на проучувањата на македонскиот јазик. За оваа проблематична декларација за Алфа говореше и професорката Александра Ѓуркова. Според неа пишаното дека македонскиот јазик е само на територијата на Македонија е груб фалсификат на лингвистичките факти, потенцира дека нашите дијалекти се простират и надвор од државата. Првата работа за која што треба да се укаже е тоа дека посоченото во врска со тоа дека континуитетот на македонскиот јазик, според напишаното во оваа изјава, дека тој континуитет се заснова на специфичниот развој на дијалектите, што се во неговата основа и биле распространети на територијата на денешната македонска држава, сметам дека е тоа едно грубо фалсификување на лингвистичките факти. Инаку од МНР не одговараат ни до каков е ставот на Министерството околу големиот број реакции на македонистите и познавачите на оваа проблематика, но и на обичните граѓани за оваа спорна едностранна изјава на Министерството за надворешни работи.